Добар ден, гледате Аргумент. Добар ден и за мојот гостин, Сашко Јанчев, пратеник од Левица. Благодарам што сте тука. Вие сте експерт за мигрантска политика, но сепак одиме прво со темата која денеска е најважна вест, се разбира, разрешувањето, односно оставката, сам себе се разреши, Љупчо Коцевски, јавниот обвинител. Во исто време, кога беше закажана седница за ВМРО, ДПМН и коалиционите партнери да гласаат за негово разрешување. СДСМ излезе од седницата, утре оди на дневен ред разрешувањето на Коцевски. Па, сега само треба да се констатира оставка, тоа е по процедура. Коцевски со ова го избегна гласањето, јас мислев дека ќе се инати за тоа што во онаа постапка која што ја водеше владата претходно од Советот на јавни обвинители имаше негативно мислење за негово разрешување, но он ги скрати очигледно драмите и сега веќе не знам што има да се дискутира, сега останува само да се констатира него оставка. СДСМ излезе од салата за мигрантската политика. Да. Тоа е важно да го кажам, претходно кажав, но за Коцевски. Но добро, што вели Коцевски? Вели дека се гордее со постигнатото, со собствените постигнувања. Се гордеете ли вие? Па ние имавме интерпелација за него, да. И таму имаше неколку основи во таа интерпелација. Едната основа беше оние непријатни ситуации, оној хаос што го гледавме во висшето јавно обвинителство, кога беа разрешени двајца обвинители, прво беа на дисциплинска, Хајрулахи и Цветановски, да. Па после имаше обвинување од нив дека има политичко мешање во тие одлуки. Другиот основ беше што јавното обвинителство не покрена екс официо постапки за оние дивоградби, бившата градоначалничка на Скопје на пресконференции даваше документи за дивоградби во Скопје, обвинителство ништо не презема. Не, кажа дека има истрага. Па не почна екс официо првично. Во времето на интерпелацијата немаше ништо, кога ние ја поднесовме, и друг основ беше за тоа што во случајот со Кочини имаше поведено постапки за бивши функционери, не знам, на Министерство за економија, Државен пазарен инспекторат, МВР, за сегашни немаше. И тие ни беа основите, ама еве, тоа се заврши. Коцевски сам си даде оставка и веќе безпредметно е да го зборуваме, останува само да се констатира и да. Но не, важно е да се каже дека не проговори во образложението на собствената оставка, не проговори за политичките притисоци. Конечно можеше да каже, еве Кочани го споменавте, зошто актуелни функционери не седат сега на обвинителна клупа, например. Да. Дали имало политички притисоци? Од кого имало? Тоа мора да го каже тој лично, самиот. Може сега ќе го каже, не знам, ќе видиме. Јас стварно предоцна е да се каже. Па предоцна е затоа што веќе не е јавен обвинител. Може да сега ќе му се тргне товарот, па ќе може да каже. Во што и не верувам. Реално, јас стварно очекував дека ќе прави проблем ради негативното мислење од Советот на јавни обвинители за негово разрешување, но ете и тоа така помина. Не знам, ќе видиме. Сега останува на него ако има нешто да каже. Сега нема да има товар на функцијата, нема да ги има притисоците. Но добро, на негово конто останува фактот како товар дека за Мицковски експресно излезе со предмет, отвори предмет, тогаш кога Мицковски велеше дека незаконски е прислушкуван, например. Да. Не знам, нас овие ни беа трите основи по тогашната интерпелација и до ден денес
некои работи не се расчистени, така да не знам, Коцевски навистина имаше време да преземе мерки. Јавен обвинител на Република Македонија е сериозна функција, можда функција која што може да стави ред во држава, но ете, ова помина вака како што помина. Се надевам дека наредниот јавен обвинител нема да продолжи бегло онака и дека стварно ќе биде некој докажан во правната професија. Тој ќе биде избор на власта. Верувате ли дека ќе биде независен, објективен? Па, досега не видовме. Според досегашното искуство, тоа е тешко за верување. Тогаш зошто се надевате? Вре што се темелат вашите надежи? Па на тоа дека надежта последно умира, на тоа се темелат моите надежи. Од досегашното искуство навистина нема нешто многу основи за надеж и ќе почекаме и да го видиме персоналното решение. Но во крајен случај обвинителот се бира на предлог на извршната власт во собрание, така тука просторот за надеж умира многу брзо, експресно ќе потонат сите нешто. Кои се шансите тој што го бира јавниот обвинител на Република Македонија да избере човек што ќе го гоне тој што го бира, што го предлага и што го бира? Ова е системски проблем уште од старт. Добро. Ајде околу мигрантската политика. Утре се расправа за резолуција на власта. ВМРО-ДПМН, знам и Влен, излегува со сопствена резолуција. Таа ја имате вие пред вас и може и да се види на сајтот на собранието. СДСМ веќе кажав дека излегува во знак на протест. Тие имаа сопствена резолуција, но се очекуваше дека ќе се излезе со контрарезолуција, онака како што имаше порано и контрапротести. Да, ова е ништо ново под сонцето, една резолуција, контрарезолуција, протест, контрапротест, изјава контра изјава. Ова е ништо ново, резолуцијата ја видовме, ова е со еден куп документи и закони кои што дојдоа после пети, поделовник, се што е после пети се става нареден месец на седница. Ние собранието и онака е направено машина за штампање на закони, така помени оваа резолуција, немавме многу време да ја видиме, но добро имате време утре. Да, но тоа што го видов, од тоа што го видов, ваква резолуција е срам да му кажеш на некој надвор дека поминала во собранието. Таму прво името е резолуција за осуда на манипулации на опозиција. Се носи резолуција во парламент за осуда на опозиција и текстот од тоа што првично го видов е срамен за наговорница на партиска пресконференција, не за документ кој што треба да помине во собрание на една држава. Ние нема да ја гласаме, тоа ќе излезете? Не знам што ќе правиме, ќе видиме. Утре прво треба да поминеме на комисии, ќе видиме утре што точно ќе правиме и дали ќе имаме обраќање по неа, но тоа прво што го видов, ова е многу ниско. Да, ова е многу ниско. Ова не личи на документ кој што треба да се донесе во едно сериозно собрание, тоа сигурно. Кои се забелешките? Ја имате пред вас резолуцијата? Па прво не може да има резолуција, ја немам сега пред мене, резолуцијата не може да носиме резолуција за осуда на опозиција во парламентот, тука завршува. Тоа е клучната. Тука завршува целата приказна. Клучниот проблем. Да. И таму има ставови кои што се, не знам, тоа е документ кој што може треба да си го донесе некој партиски орган. Мада не верувам дека ни партиските органи носат ваков документ несериозен. Така, не знам, оваа резолуција ако помине, мене искрено ко пратеник ќе ми биде срам еден ден ако некој ми ја покаже оваа резолуција и ми каже, ме праша дали ова навистина помина кај вас во парламент. Пред се заради осудата на опозицијата.
Па не, само осудата и вордингот во таа резолуција е сериозен документ, значи акт на собрание. Не може таму ние партиски пресметки да внесеме во акт на собрание. Тоа не личи на ништо, тоа е многу ниско. Еве како се вели, ќе цитирам. Се осудува лажната кампања и манипулативното дејствување на опозицијските политички партии. Со кои во јавноста се пласираат невистини, инсинуации за наводно постоење договори, политики или активности поврзани со прифаќање на мигранти при изградба на мигрантски кампови. Па потоа се утврдува дека не е побарано, ниту договорено, ниту пак ќе биде дозволено воспоставување на мигрантски кампови, прифатни центри или трајни форми на сместување на мигранти на територијата на општините во државата и такви активности не се и нема да бидат дел од владините политики. И потоа пак продолжува околу дезинформациите кои кружат, се шират свесно, континуирано и така натаму, пак тоа се однесува на опозицијата. Ова е се партиски наративи. Да. Тоа е кога беше ВМРО опозиција не бранеше од мигранти, сега СДС не брани од мигранти. И ова беше разработена тема. Знаете, ова е тема на која што може да предизвикате гнев. И оваа тема беше првично користена на големо од ВМРО-ДПМН и затоа сега запали, мислам и дека затоа имаа притисок, сега имаат притисок од внатре. Од јавноста, мислите или од... Да, и од нивното членство. Добро. Значи, они го постојано крева паника, читав пред да дојдам статуси од 2017-та јавни партиски соопштенија на ВМРО-ДПМН како не штите од претходната власт која што договорила сместување на 150.000 мигранти, па јавно се бараше, па јавно се бараше. Филипче. Сега е обратна ситуацијата. И ова е стварно многу ниско. Ова е ниско. Ако оваа тема вака се отвореше, требаше посериозно да се отвори. А и ова што завршува со ваква резолуција, ова е стварно срамно. Партиски наративи исправаме преку собраниска резолуција, тоа е неозбилна работа, многу неозбилна. Добро, верувате ли дека нема договор, онака како што тврди власта ВМРО-ДПМН, дека нема никаков договор, и премиерот Мицковски вели, со Британија? Ние на власта не можеме никогаш да веруваме до крај. Добро. Прво работа ни е кој опозиција да не веруваме, да проверуваме. Но постојат, ако тоа е направено, таков договор, ако е направен, тука ќе има сигурно на крај кривична одговорност и тоа нема да може да се скрие. Ќе треба да менат еден куп закони за тоа да го спроведат. Може ли да, што значи нема да може да се скрие, дека ќе влезат мигранти? Ако влезат мигранти, а ова е договорено, без да се направат законски измени. Зошто мора да има законски измени? Па видите, вака. Може ли да објасните? Значи, кај нас мигрантска криза има уште од 2015 година и со мигрантите, со тие луѓе кои што влегуваат низ Македонија, ние правно имаме проблем уште во уставот, затоа што ние прогласуваме кризна состојба, а уставот кај нас не познава кризна состојба, познава вонредна или воена состојба и тие ги носи нели собранието со двотретинско мнозинство, тогаш владата носи уредби со законска сила, кризната состојба и тоа е предвидено само за епидемии, елементарни непогоди и воена состојба, ситуација кој мигрантска криза не е предвидена, но тоа е предвидено со законот за управување со кризи, таму тоа е дефинирано како ризици и опасности кои може да ги загрозат добрата, здравието и животот на луѓето, животните и безбедноста на републиката и поради тоа е потребно да се ангажираат повеќе државни ресурси. Да. И тоа се прави само во кризна состојба, значи мора да се ангажира армија, МВР, здравство и владата. Во ситуација кризната состојба носи владата, не сме да трае повеќе од 30 дена. Ако трае повеќе од 30 дена, тоа го прави владата
поднесува предлог за продолжување до владата и ние таква една прва имаме од 2015 одлука за постојање на кризна состојба заради зголемен обем на влез и транзитирање на мигранти во Македонија. Од тогаш навака постојано собранието ја продолжува. Еве денес на седница имавме одлука за продолжување на кризна состојба и таа помина. Значи ние формално правно кризна состојба со мигранти имаме од 2015. Ние од секогаш сме имале заради географијата на Македонија, затоа што тука географијата најлесно има возможува премин на да бидеме транзитна земја. На тие луѓе. Да. Но во 2015 тоа се случи од епски размери. Тоа беа многу луѓе и тоа беа луѓе кои беа предизвикани од една изјава на тогашниот министер за надворешни работи на Германија кој кажа дојдете ни требате. И другата причина е поради оние империјални интервенции кои што ги имаше во Ирак, во Сирија, во Афганистан, во Либија. И тогаш низ Македонија поминаа многу мигранти од Северна Африка, од Сирија, од Ирак, од Афганистан, од арапскиот полуостров и тогаш ние дојдовме во ситуација прв пат да прогласиме криза која што постојано ја продолжуваме. И какви се овие луѓе? Значи, овие луѓе што поминуваат во Македонија се од два типа и се опфатени со два закона. Првиот закон е оној закон за меѓународна заштита и за меѓународна и привремена заштита и во тој закон има меѓународни обврски кои што ги има прифатено Македонија. Тој закон е на основа на Конвенцијата за бегалци на Обединетите нации, Европска поvelба за човекови права и оние директиви за бегалци на Европската унија. Суштината на овие меѓународни инструменти е да се забрани враќање на овие луѓе во земјите од кои што потекнуваат, кај што во ситуација кога би можеле да се соочат со сериозни ризици. Да. И во случајов законот за меѓународна заштита кај првиот тип на луѓе предвидува услови кога тие луѓе може да бидат тука. Услови се да постои оправдан страв дека ако се вратат тие луѓе во својата држава ќе бидат прогонети заради своја раса, вера, национална припадност, припадност на одредена социјална група, политичко уверување, како дела на прогон се сметаат сите оние кои по својата природа се кршење на основните човекови права и тоа може да биде физичко, ментално, сексуално малтретирање, може да бидат законски, административни, полициски, судски мерки кои што се дискриминаторски или дискриминаторски се применуваат. Може да има кривично гонење кое е непропорционално затоа што казната мора да биде пропорционална на кривичната одговорност. Тоа е едниот дел, а другиот дел е субсидијарна заштита, кога ова се конкретни случаи, например, кога во случај политички прогон ради политичко уверување, тоа се прави конкретно кон одредена личност и тоа треба да се испита. Тој човек влегува, прво поднесува барање, па има интервју пред сектор на азил, па треба значи, тоа не е едноставно да сумираме дека не може тајно да бидат превезени во Македонија и никој да не дознае. Но од друга страна, овие беа исклучени, овој тип на мигранти беа исклучени од странските медиуми. Они кажаа дека овие поминале таа процедура. Тие луѓе што ги спомнаа, поготово британските медиуми, спомнаа дека овие луѓе биле одбиени од постапка за меѓународна заштита за азил. Значи ова ги исклучува, остануваат втората група на луѓе која што е опфатена со законот за странци. И тука има еден куп процедури. Прво, законот уште на старт уредува како се влегува во Македонија. Значи на легален граничен премин со документи. Ако некој заобиколи граничен премин, покаже фалсификат, документи, кривично дело е тоа, да. Не, тоа е прекршок, има парични казни, има постапка со ако го фатат дека нелегално влегува, постапка за враќање која што ја спроведува се протерува, а кривична постапка има ако влезе така плюс насилно и е вооружен. Значи нелегален влез
или скришен влез на толку луѓе ќе биде казниво сигурно по закон. Сега овој закон уредил каков престой е можен тука. И за странци, затоа што со легален влез, не знаеме ние, може ако има договорено, сега зборуваме се хипотетички. Се хипотетички, какви се можностите да влезат тие луѓе? Ако е договорено некој влез, што од старт кажувам дека е казниво, дека не може затоа што не може нито еден функционер да договори нешто што не е предвидено со закон. Тоа е класична злоупотреба на службена должност, но на тоа ќе дојдам на крај. И законот предвидува, во хипотетичка ситуација на влез на такви луѓе, законот предвидува неколку видови на престој, уствари предвидува два, краткотраен, оно што е 90 дена во рок од 180 дена и привремен престој. Привремениот престој се однесува привремен престој ради работа, ради школување, ради лекување, ради волонтерство, има услови кои се и тука има еден куп услови кои што треба да се исполнат, значи пак е цела процедура, тој што влегува и што бара таков престој треба прво да има обезбедено средства за издржување, треба да има обезбедено. Но добро, сето тоа не може да се прескокне и тајно да бидат прошверцувани овие луѓе и сите документи да им дадат легално, да им бидат дадени легално. Ако не биде за вработување, зошто би стоеле тие луѓе тука? Тоа би било возможно само во ситуација ако се направат затвори кампови. Нема друг начин не постои. Како ќе ги задржиме ние нив? Шансата да влезат ако нешто е договорено единствено има во ситуација ако затоа што сега опозицијата и тука има една голема контрадикција. Опозицијата се повикува на оној договор со Велика Британија. Да. Тој договор со Велика Британија некој од нив го гласа. И ако е договорено луѓе да дојдат ради работа, фирми, англиски да ги изведуваат оние проекти што се договорени тука, ако е договорено да ги изведуваат и тие луѓе да ги донесат тука да работат, и тука има сериозни процедури кои што треба да се поминат. Значи, но ќе се дознае дека тие се мигрантите од Британија за кои се крива паника и хистерија. Прво треба да се исполнат квотите кои што ги дава Агенција за вработување. Значи, таа фирма ќе треба да поднесе барање за тој мигрант, ќе треба да приложи договори за вработување, дека се вработи. Некој ќе проговори, некој ќе прозбори и ќе се дознае. Прво ќе проговорат локално, затоа што Агенцијата за вработување нема во Скопје да гледа квоти за цела Македонија. Тука ако се бара, например, во Кавадарци, подрачна единица на таму ќе се бара мислење дали се исполнети квотите. Ќе се дознае, така да тоа сигурно ќе се дознае. Луѓето за тоа треба да бидат сигурни дека ова нема како да се скрие. Нема теорија. Нема никакви докази дека станува збор за убици и силувачи кои би доаѓале од Британија, кои би дошле како мигранти, но се шират такви хистерични, панични вести и информации. Ако во случај ги донесат за вработување, еден од условите кои што треба да го провери МВР за да добие човек привремен престој е да провери дали има направено кривично дело, дали е опасен по јавниот ред и мир, дали е опасен по безбедноста на државата, дали е здравствено опасен. Значи има еден цел лавиринт на процедури. Веќе постојат фирми кои што носат луѓе од странство и ова не е така лесна постапка да се помине. И за ова се надлежно е МВР и низ многу луѓе треба ова да помине. Нема шанси да го скријат, нема теорија да го скријат. Има докази, велам, нема докази дека се убици силувачи, но има докази во Македонија дека е потребна работна сила. Тоа треба да реши, тоа треба да реши Агенцијата за вработување, затоа што еден од условите... Не, вие политички да имате став околу тоа прашање. Потребни ли ни се мигранти? Јас не ги знам. Јас не ги знам точно статистиките. Тоа е баш работа на Агенцијата за вработување. Агенцијата за вработување придавање на мислење за секој посебно, дали може. Треба да внимава дали тоа ќе наруши
потребата на пазар на трудот во Македонија. Ќе побарате ли од Агенцијата за вработување вакви податоци, за да излезете со некакви информации, кредибилни, релевантни? Дали ми е потребна работна сила или не? Како партија прашувам. Лично ќе побарам јас. Да, на крај сме. Ќе побарате. Да. За да имате повеќе аргументи и образложение дали ние се потребни овие луѓе или не. Добро, на крај ни сигнализираа дека сме на крај. Ви благодарам што бевте гостин. Благодарам на поканата. Благодарам што не гледавте. Пријатно.